утро и од мене понеделнички време е да стартуваме. Имам прекрасно друштво, верувам дека ќе ни биде многу забавно. Меѓу останатото ќе промовираме и македонска музика, новитет, нов спот и песна на Теја Трајковска, но и многу повеќе за инфлуенсерството, освен Теја ќе ни каже и Дона Неделковска, која што некако целосно се посвети на тоа и не се случајно заедно во комбинација, бидејќи двете заеднички работат на еден одличен радио проект Урбан Бла Бла, кој што секојдневно може да ги слушате на радио и верувам дека ќе биде ова една супер забавна емисија. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро те најдовме, Тинче. Конечно да дојдеме и ние кај тебе. Ти си била не кај тебе прв пат, ама давна не си. Заедно прв пат. Дона, ти си прв пат. Со тебе се договараме 100 години. Мислам од кога работам во телевизија. Добри ли сте? Супер. Кој од вас не е утрински човек? Јас. Дури ме провери Дона дали сум станата. Не знам, не ми кажа директно дека тоа е поинтата, ама чим ми пиша во три пати од Сабајли и се беше страв. Но Дона не знае дека јас сум царот за утрински, значи јас си кошам на време на утринска. Да, ми потврди за да не се грижам. Царицата и викам, не се кирај, за утрински ке станам. Рече, немој да се грижиш, ги владија утрински. Да, така и рекам тоа. Добре. Ја пуштам Сара ме искај тебе на курс. Да, пуштиш. Знаеш што, ако ти зутега Сара и кај нас касаше саат и 45 минути, а ние не сме утринска, него сме попладневна програма. Добро е. Не е до тебе. Не е до утринската емисија. Така е, одлично. Многу ми е драго што денеска ќе се дружиме. Овај пат ги менуваме улогите. Јас сум тој кој што ќе ви поставува прашања, ма знам дека ќе биде многу забавно и интересно. Да се загрееме со една игра на почеток, може ли? Ајде. Имам 6 карти. Ја не очекував игрички дека ти. Како мислиш? Ајде да видиме сега дали си царица на утрот. Имаме 6 карти. Во секоја од овие карти се крие по едно интересно по-психолошко прашање, би рекол. Па бирате една по една. Ајде, бројче. 6. Повели 6-ката. Внатре е прашањето. Може да си го отвориш теа. Ете го. Ајде да видиме што е твоето прво прашање. Трема имам. Ако утре исчезнат социјалните мрежи и сцената, која би била ти без тоа внимание? Ја би била најдобрата верзија од себе. Камо среќа тоа се деси. Многу лесно би живеела без социјални мрежи и сцена. Сцената е директно врзана со музиката. Јас искрено никогаш не сум уживала нешто претерано во популарноста, само сум сватила дека тие работи мора да идат рака во рака за да може да живеам од музика. Инаку нешто претерано во внимание не сум уживала низ животов. Значи ти скроз без социјални мрежи би можела да функционираш? Ја повеќе имам потреба од комуникација, значи повеќе би имала потреба од алатките типот на Viber, WhatsApp, пораки, значи да куцам со милион луѓе што ми се блиски, отколку со моментот на лајкови и внимание. Тоа значи дека сега со највише ги користам за социјалните мрежи. Значи јас не сум утрински човек денес, изгледа. Да, друго сакав да прашам, ми одлета. Тоа значи дека социјалните мрежи сега ги користиш пред се поради тоа што треба, затоа што професијата ти е таква. Искрено да. Некако добро со тек на време и спонтано ми дојде, многу некако се навикнав на истото. Ама ми требаше време да се навикнам и да ми стане у пракса и цело време добивам суптилни критики од мои блиски дека пример дури не ги користам доволно кога што треба за промоција, пример да ги буткам и форсам моите проекти. Не сум таков човек, не знам, нич не ќе да спавам со те разбирам. Као селф промо, тука сме исти. Некако, ама морам, ме сваќаш, пошто таква не е нели работата. Така се види, Дона како ги гледа картите, значи не ти ги покажа. 1, 2, 3, 4, 5. 4, повели Дона четворка. Среќно прашање за Дона, а тоа гласи вака. Не е некоја многу тешко. Најтешкото е ова. Кога би можела да избираш да те сакаат или да те разбираат, што би одбрала и зошто? Знаеш што ми се свиѓа, што поентава е дека ако ја разбираш не може да ја сакаш. Ме сваќаш? Или ќе ја сакаш или ќе ја разбереш. Точно. Вака, не мора, знаеш како не мора ни едно ни друго, искрено. Зошто? Па што знам зошто сега. Па хејтерка, ништо не мора. Не ми менува ништо во животот дали луѓе ме сакаат или дали ме разбираат. Битно ми е јас да се сакам и јас да се разбирам. Стварно не те погодува ништо такво?
А и со нашата работа и не можеме да дозволиме да не погодува реално, затоа што тоа би значило, нели, не би можеле да се справиме со притисокот кој го добиваме секојдневно на социјални мрежи, знаеме какви се социјалните мрежи во денешно време. На крајот од денот ми е важно јас да се сакам себе и јас да сум среќна и задоволна сама со себе. И јас да се разбирам себе. А другите... Ова го научи со текот на работата или од секогаш си била како карактер? Го научи. Не сум била таков карактер. Порано секако дека некако како што растеме, кога сме помлади, ќе кажам помладите години, ни е важна таа валидација од надвор. Но како што поминуваат годините, сваќаш дека многу е поважно сам на себе да си тоа што би сакал да си, отколку како изгледаш кај другите. Сега веќе не е јасно што сакаше да каже. На почетокот кога ни едно ни друго. Не се нашалив јас. Ни едно ни друго. Не сакам ни да ме сакаат, ниту да ме разбира. Па те сакаме сега, извини. Теа, 1, 2, 3 или 5. Леле, уште има тројка. Уште по едно, ајде. Не бе, може до крај да ги тираме, што да не. Не е проблем, чеки. Ајде да видиме сега теа второто. Има едно музичко, не знам дали баш тоа ќе ти се погоди. Ќе биде поинтересно ако на Дона и се падне музичкото. Само да не би треба да запееш. Да, еве, ако твојот живот беше искрена песна, која песна би била таа? Па 22. 22. Тоа е твојата нова. Тоа е мојата нова песна и ќе чујам малку подоцна, па ќе дознаете зашто токму таа песна. Искрена, може мојата најискрена песна до сега. До сега стварно? Па дефинитивно да. И се надам дека ми стане пракса тоа да имам толку искрен наратив во мојата музика, веќе имам и други така искрени песни, брутално искрени. Друга емоцијата кога Па сите приказни генерално се мои што јас ги пеам, пошто текстовите во главно се мои, но мислам дека конкретно тука е малку најдиректна. Значи секој да ја разбере приказната баш онака секој, што сум сакала да кажам и многу луѓе се препознаа во тоа што го зборувам и ета, не очекував толку луѓе да се пронајдат во нешто слично, мислам. Сите имаме нека различна приказна, ама пак на таа возраст сепак на многу луѓе ни се сменил животот. Така. 1, 2 или 5? 2. Двојче. Ајде да видиме. Ајде да видиме двојчето и мислам дека не е доволно. Доста беше. Кој дел од себе најмногу се трудиш да го контролираш и што се случува кога ќе изгубиш таа контрола? Тешко прашање. Теа помоша. Дали можам да се јавам на пријател? Кој дел од себе најмногу се трудиш да го контролираш? Пријателите во моментов се зафатени, ве молиме бидете повторно. Можеме балансот помеѓу семејство и тоа да си мајка и инфлуенсерство. Не, тоа не би рекла, знаеш, такви работи надворешни не се Тоа лесно контролира? Не се секогаш такви работи во наша контрола, веројатно се мисли на што контролирам во себе, како јас реагирам на работите од надвор и што се случува кога ќе изгубиш таа контрола. Што се случува? Не. Ми се допаѓа што тебе ти се погоди ова прашање. Јас се сметам себе за човек кој има доста самоконтрола. И толеранција, нели? Не. Толеранција не толку, ама самоконтрола да. Односно, можам да чувствувам многу работи, ама самоконтролата доаѓа како ги искажувам тие работи. Не можеш ти да процениш што и како чувствувам во моментот, например, може да сум нервозна, ама јас ќе исконтролирам таа нервоза, да не се забележи надвор, веројатно. Ако тоа беше прашањето. Така, да, тоа беше, ви благодарам многу. Добро се загреавме кога веќе спомнавме за самоконтролата. Ти работиш инфлуенсерство, инаку по професија си стоматолог, тоа е исто интересно. Не знам дали да те прашам дали понекогаш ти е криво што не продолжи со стоматологија како работа иако заврши или не, воопшто не ми е криво, само ми е многу интересно вака кога гостувам по емисии, често ме прашуваат како сакаш да те најавиме. Дали како слушам дека Дона е стоматолог. Стварно? Дали како инфлуенсер? Ви викам, доаѓајте си тука ќе научите многу повеќе. Да, и често ме прашуваат како да те најавиме како инфлуенсер, како фотограф, затоа што се занимавам со фотографија или работам и маркетинг или како стоматолог и иако е тоа на некој начин можеби би било лична сатисфакција сега мене да ме најавиш, нели како доктор по стоматологија, ама тоа не влијае никако на гледачите. Например, ти ако ме најавиш мене како стоматолог и сега гледачите се уклучуваат во програма и очекуваат дека јас и ти ќе зборуваме за стоматолошки теми, така што малку нели, малку би избегало од поентата, затоа секогаш викам најавете ме според тоа што ќе го разговараме во емисијата. Еве за кариес на пред. Еве за кариес на пред. На шестка. Да, и
затоа секогаш не знам, работам повеќе работи. Јасно. Инфлуенсерство јас го нарекувам маркетинг, а исто така втора професија после стоматологијата ми е и фотографија. А сега моментално заедно со теа сме и радиоводителки. Да, Читар професија има. Да, многу. Се пронаоѓаме во тие во радио. Обично викаат луѓето во медицината се многу креативни и талентирани и веројатно и ти си пример за истото. Стоматологија апсолутно е титула на која што сигурно си горда што нели си го завршила, тогаш си го сакала, меѓутоа ете животот те однесол во друга насока. Да, и го работев тоа известно време и сфатив дека едноставно не сум човек, мојот темперамент не е за да бидам на едно исто место, знаеш, во ординација многу сати во едно исто место. Јас ја сакам струката како теорија и ме интересираат медицински теми апсолутно уште ден денес. Ама за да го работам тоа сметам дека едноставно не ми е соодветно со мојот темперамент и карактер. Така. Теа ти трчаш по титули? Ти значат тие? Мислам ќе прашаш дали трчаш на кейс. Да, ја прво кај се трчаш по штрика, кај трчам жити се, јас и а мене кога вите дека трчам, значи треба и ви да трчате пошто бегам од нешто. Иначе. Да, значи какви титули? Па деете, например, од типот на факултетски дипломи, признанија. Знаеш кога ме зезаш нешто? Не знам, стварно. Моментално сум на магистратура, кај да треба да магистрирам. Стварно, на која тема? На факултетот за музичка уметност. Тоа што си дипломирав популарно пеење на популарна музика и баш што очекував да магистрирам наскоро, бидејќи ги дадов сите испити, го спремам моментално магистерскиот концерт кај нас тоа. Значи треба да изведеме час и половина концерт на одредена тема и ти избрали тема? Да, ја пријавив уште лани, искрено сега кај да ми истекува рокот, треба да убрзам малце. Вака кој ќе кажам на телевизија, знаеш, притисокот расте, сега морам да изборачам, да. Кога ти е крајен рок? Па не знам сега наскоро, да не кажам. Али брзо е, да. Годинава треба да магистрирам секако. Не ми е битна титулата, но секогаш искрено учењето ми одоло, така да си реков зашто да не магистрирам кога веќе сакам да си учам и пуста музиката ми е многу голема љубов, и кога гледам како исполнување на тоа што го сакам, отколку на бркање на некаква титула. Искрено, јас сум дипломиран музичар веќе многу години, но не работам по струка, работам по струка, јас работам како пејачка, но не ради таа диплома. Многу луѓе го работат исто, ова немаат никаква диплома, така да мислам дека титулата нема некоја особено големо значење, но зашто да немаш дипломата ако веќе имаш можност да имаш. И ако веќе имаш можност да имаш. Така си е. Тоа е исто нешто што ве спојува, еве, сега некако така ми доаѓаат работите. Како Дона и Теа заеднички се вклучија во проект? Мене стварно нешто денеска денов не ми е. Со зборови, јас се извинувам јавно. Не знам, ова ретрограден Меркур заврши, така да више нема такој екскюз. Ке кажеш ти или јас дека? Ти кажи, ај. Значи, јас и Теа моментално заедно работиме на проектот Урбан Блабла, кој тоа е емисија која ја водиме, односно Теа е главна водителка и има 4 ко-водителки. Од кој што една Дона? Од кој што една сум јас. Проектот значи се вика Урбан Блабла, оди на радио Урбан FM 90.8. Се си кажа што треба, ја само да. И генерално се фокусираме на тоа да дадеме платформа на македонски артисти, затоа што сметаме дека ги има премногу и дека е потребна таква платформа која се фокусира на македонската музика пред се, но освен музичари, сепак како гости често имаме луѓе и од други професии и други сфери, знаеш и самиот ти ни беше гостин. Генерално гледаме секогаш да се фокусираме на едноставно на таленти од нашата земја, затоа што навистина ги има премногу. Еве ќе бидам искрена, ќе кажам дека дури можеби пола од гостите кои сме ги имале и музичари или што и да било, јас ги имам запознаено таму. Значи дури и јас која што сум во овие води, јас не сум имала прилика да слушнам за нив и затоа сметам дека сметам дека вршиме добра работа. Да, тоа е многу супер, посебно што нели на секого му треба промоција пред да стане одредено име. Тогаш веќе знаеме дека сите ќе го бараат, нели, ќе биде потребно. Да, особено се фокусираме на артисти кои се на некој начин на почеток на кариера. Така.
И едноставно се активни, значи цело време тука има и нови песни, и нови албуми од сите наши музичари, ама некако сметам дека можеби нема доволно платформа и промоција, па ние се трудиме да го правиме тоа. Да бидете тоа истовремено да едуцирате, бидејќи нели тоа е буквално едукација. Мислам дека ви е забавно, барем од она што еве и јас ви бев, ама и ве слушам. Ние е забавно и баш, значи само ќе се надоврзам на тоа што го кажа Дона, мислам дека фалеше ете радио што ќе врти само македонска музика и ќе поддржува и промовира истата и тоа не е така каузата и баш ми е мило што мислам дека некако ја раздвижевме и ние сценава. Браво за оваа иницијатива пред се на радиото и за тоа што навистина го правите за почет кога сме веќе кај музиката 22. Тоа е твојата најнова песна, видеозапис кој што буквално излезе пред недела дена, од прилика се на се. Знам дека поминува добро, тоа ми го кажа и самата. Зошто 22? Дали ова се однесува на 22 година? Твојата или да? Се однесува на 22 години како возраст која што сум ја имала. То таму тргна целата песна, искрено. Со Лазе, мојот продуцент, бевме во студио, ние увек така, кога почнуваме некоја песна или проект да работиме, брейнсторминг за што ќе пишуваме песна. И патавме на мојаве дека токму на таа возраст на многу луѓе им случува некој преокрет во животот или нешто, не знам. Некој ќе заврши со факултет и ќе се рече што сега. Не знам ли влегуваш во светот на возрастните на еден начин. Конкретно во мојот случај се работи за љубовна приказна, што стварно е, мислам, вистинска приказна, биографска, моја. Тогаш ти се случи љубов или тогаш некој прекина тај? Да, па љубов и љубов патење, ќе разбереш. Значи ќе слушаме подоцна, ама во време морам да извлечам нешто материјал. Што е со љубовта, сега раскажи ми накратко. Да, па добро, тогаш ми се случи една прва поголема љубов што ета немаше среќен крај. Како што се кажува во песната, но послужи се инспирација и за нешто убаво да излезе од тоа на крај, затоа што ета уште еден пример дека дури од најтемните места излегуваат убави работи. Всушност тоа е поентата на уметноста, бар јас така го гледам тоа. Така. Па и најголемите дела ги напишале уметници во нивното најлошо издание, односно кога нели не биле окей. Дали можеби, предпоставам дека приказната ја слушнали тој дечко што тоа време ти бил, дали можеби те искомуницира во меѓу време? Не ме искомуницира. Ти му посетуваш песна после колку време? После години? Посетувам песна на него, ја посетувам песната искрено на себе. Да, на темата. И така заврши и самиот спот на крајот на видеото. Се појавуваат двете и едната и се обраќа на другата, како буквално јас песната си ја посветувам на себе, на тоа низ кое што јас сум си поминала тогаш и некако ја гледам како зрело навраќање на минатото, како со носталгија нормално, но значи може нешто да ти недостатува, ама да не сакаш пак да го вратиш или да го правиш или да го живееш тоа. Така да како на лекција животна, нели научено искуство, да. Искуство е убава работа. И што ќе ти спаднат импресии, така ќе се деси сика. Моментот е лош. После тоа е супер. Се сложувам. После некој време. Интересно. И многу е добро такви животни искуства да излезе нешто од нив. Не само да научиш лекција, туку особено ти како што си артист, не само ти, што сите уметници, да излезе нешто, да сите тие чувства да ги преточиш во уметност, за можеби не знам да се пронајдат други луѓе, тоа е целата поента на уметност. Така си е. Дона, за инфлуенцерството спомнавме. Знаеш, генерално мислењето на пошироката публика, не некои што и стручно работат со Инстаграм и социјалните мрежи, е дека инфлуенсерите глумат лудило, ако може така слободно да кажам, народски изразено, и дека она што се пласира на социјалните мрежи апсолутно нема никаква врска со реалноста. Кој е твојот став на ова и еве за себе може тоа слободно да си кажеш колку дона што го гледаме кај Дона на социјалните мрежи е тоа што е Дона приватно? Генерално, освен ако не си го снимаш цел ден од утро до вечер 24 часа, реалноста дека ќе го доловиш вистински твојот живот и секојдневие, значи тоа не е реално очекување. Мислам, не е само за социјални мрежи, еве станува збор за не знам блиски пријатели, колку и да си некој нели близок со некој, тој некој не може да го знае целиот твој живот и како изгледа еден твој ден. Што значи не е некоја голема разлика со социјалните мрежи и општо сите други луѓе во вашиот живот. Колку е реално.
Зависи, например сега ако работиш на некоја реклама или проект, нормално дека таа содржина ќе биде со сценарио или со нешто, нели, со некаква поинаква поента, ама во однос на Ова е останатиот дел, знаеш, секогаш се сликаат, се снимаат убавите работи. Зависи, сите сме различни и сите, например, има луѓе кои повеќе сакаат приватноста да си ја држат за себе, има луѓе кои цела приватност им е буквално натацна. Да, натацна. Јас не сум таков човек, искрено гледам се што ми е приватно да го задржам за себе. Од причина што и како карактер јас сум општо по приватен човек, ама од друга страна, ако јас сум решила да ја работам оваа работа и да се изложам себе пред многу голема публика или луѓе, не значи дека сите околу мене го сакаат тоа и на некој начин да ги заштитам нив. Тоа е многу важно. Тоа е мојот. Тие нешто се замисли. Јас се слушам внимателно што Ти зборува. одзема ли од приватноста тебе оваа јавна работа? Да. Бидејќи делуваш дека си човек што сака да има таа приватност. Па добро, пак како што кажа и Дора, ние на крајот на денот одбираме и селектираме што ќе покажеме од себе, од своето секојдневие. Но ете конкретно со мојата професија, јас сум теа 24/7, значи не завршувам мојата работа во некоја работно време. Значи ми се има случувано во најлошите изданија да отворам деливери што сум нарачала ете на врата и да ме препознаат. Изгледам најлошо, значи најлошо. Така да што знам, немаме ние од една страна како што кажав работно време, од друга страна што ќе покажеме како дел од себе, пак бираме до каде би оделе, но некако се навикнав јас. Знаеш во кој момент би рекла јас дека можеби не идувам на некоја потешкотија, кога би станувала збор за некоја друга работа и кога на пример не ти е денот или си борен или не знам што, нели секогаш можеш да си земеш слободен ден, можеш да си земеш одмор. Оваа работа е малку неблагодарна од тој аспект затоа што немаш слободни денови. Можеби баш тој ден кога не се чувствуваш добро, да мораш баш тогаш да, нели, и едноставно не можеш ти да излезеш из некоја соработка да ја презентираш природно, да речеш не ми е денеска денот и да бидеш таков негативен, затоа ти пак мора да покажеш некоја доза позитива и да си насмеан и во денови кога и не ти е важно смеи. Така. Тоа е исто како и нашава професија, нели? На крај денот не е важно што ти се случува кога си. Па еве и ова со радио би го рекла дека е добар пример, значи ние од понеделник до петок во тој термин ти си лајв и на видео сме лајв и во етер и искрено, јас лично, пошто јас се пратам себе од ден, приметувам каде некои денови сум по-шарп и сме бил, пример, мудот по-окей, некои денови, не знам, луѓе сме сите. Не може секој ден ти да си у најдоброто издание. Ти ќе се трудиш со оглед на твојата позиција. Да даваш максимумот од тоа што ти е дента, нели, состојбата. Така, баш. Теа за спотот, каде е снимен, што е снимен, интересно изгледа вака? Па, за спотот голем поздрав до Никола Нумовски. Ова ни е трет проект заедно. Со него работевме и на Сатурн и на Не ми троши време. Снимен е во Маврово и на Галичник. Последниот снег го фатиме, тоест не сега скоро пак падна снег, али искрено беше многу ладно. Спрознавме, јас сум облечена доста тенко, не знам дали се приметува тоа спотот колку ми беше мене ладно. Па камуфлираш, добро си. Не се приметува дека ќе ме видиш. Мајка ми, пошто мајка ми секогаш доаѓа со мене на сет и ми е десна рака и таква ме гледа како мрзнам, онака само трчкаше со јакната по мене. Избеги тие снимања на 5 секунди па да се згреам. И ми вика како ова ќе изгледа на камера, ќе се гледа, вика на фацата ти се гледа кога ти е ладно. Викам уживај, ќе видиш, ќе средиме у монтажа некако ќе се личи, да, се издржа. Цел ден ли снимавте? Па цел ден, активно снимање е неколку сати реално и вообичаено е така продуктивното време е неколку часа. Но пак е цел ден губење на време. Така си е, така си. Задоволна сум како искочи спотот, искрено одевме на едноставност и минимализам, затоа што поентата сепак е во приказната и во текстот, и во нека убава естетика, нели, и некако супер искочи. Така. Дона, како ги бираш партнерите во работата? Ја викам што за дези од кај на кај. Ова не е за партнерите. Да. Мислиш на соработници? Да. Секогаш гледам како ги бирам. Па оние бираат Оние ме бираат мене, да. Најчесто не, најчесто те контактира бренд кој смета дека твојот стил одговара на
на нивната Нив. приказна, да, Да. на нив. И сега после нормално ти можеш да си процениш дали они ти одговараат на тебе. Генерално до сега сите соработници кои ми биле апсолутно погодени и професионално, и приватно. И јас и ти соработуваме, значи со многу брендови, значи знаеш на кои мислам, ева јас и теа исто некако сите моментални партнери и соработници ми се 100% погодени, ама како што кажав, они те бираат тебе според би рекла стилот на фотографија, на видеа, како изгледаш. Профилот. Да се совпаѓаш затоа што секој бренд има различен стил. Так, Зашто и, и да станува и целна група. И целна група, да, на исто крај така. денот си одбила до сега понуда? Сум одбила, ама не е за утринска емисија. Како е сега, ќе морам да прашам кога си оди без да не што е се работи. понудата за утринска емисија или шта? Да. Не, и воопшто не одговараше на мојот профил, мислам, мојот контент не е таков. Значи вечерна емисија. Добро, не се работи за сума, туку пред се за тоа што било побарано, Продуктите беа веројатно. многу дискутабилни, да. Добро. Теа ти? Дали покрај стоматологија имате студирани И политика, јас сум Дона? одбила. Не, ама така сум, Добро беше ова. имам тоа вродено. Добро беше. Оки Политички така. одговор. Ова одиворил дефинитивно. А теа си си одбила ти нешто? Стварно не мојот дират. Јас да, сум одбила. Одбивам секој. Се жалам, ама да, ми се случува нормално. Баш вчера имав некој Q&A на Инстаграм си, конечно си комуницирав со моите следачи после подолго време. Има вакво прашање како прифаќам соработки, нели дали одбивам. Прифаќам кога тоа што се рекламира или не знам, каков тип на соработка и да е во согласно со мојот брендинг, карактер и ставови во животот имам напишано. И стварно го мислам тоа. Значи не по секоја цена и не за Не секоја би сума. искала да рекламирам нешто во кое што не верувам. И многу Без ми е разлика пријатно на мене сумата. профилот да не ми личи на тему. Без Да разлика. личи како тезга, ајде, секој контент пост да да е промови, реклама, да, значи тоа промоција. не ми се допаѓа. Исто. И општи кај други, сега конкретно јас сум естраден уметник, музичар, ама и кај само инфлуенсери побитно ми е да имаат персоналити и онака зашто некој ги следи да се гледа на прва отколку тоа се да е реклама. Така. Добро, имаме една минута, може една вистина, една лага многу брзо? Една игра, јас имам Да. смислено. Ајде, Дона, почнувај. Така, јас сега ќе кажам две работи за мене. Едната е дека сум многу сакам да станувам рано и да си го пијам првото утринско кафе на изгреј сонце. Тоа ми е едно од омилени нешта. И втората работа е дека секогаш прво јадам благо, односно десертот, па после тоа солен. Теа. Што е е вистина, лага, Што е вистина, што е лага? Па вистина е дека станува рано. Не. Тоа е лага. Стварно? Ама јаде баклави Ама многу. значи дали знаеш во моја одбрана, значи сум шокирана искрено и од тоа второ што го кажам. Се запознавате, ми се допаѓа Тино, тоа. затоа што Тино го знае тоа за мене. Пошто многу сте добро. иделе заедно на патување, така? Да, и секогаш прво се јаде баклава, па се продолжува со солено. И секогаш е вака фит. Не само тоа, него во моја одбрана морам да кажам дека кај да се го бориме Дона е секогаш пред мене. Сум секогаш на време, ама не значи Ама добро, многу тешко доаѓа од се друг будам, град и превозот некогаш и го диктира времето кога ќе пристигне. А ја пошто си живеам тука и се Ајде, сега понашам ти кажи како ми што се една вистина, понашам. една Така си е, теа на многу кратко бидејќи немаме време, една вистина, една лага. Вистина Мислам не кажуваш вистина и да. вистина, па она дека погодиш што Така е, лагаш, што не, така е. нели? Првиот настап ever на било каква сцена ми беше на изборот на детска Евровизија во Македонија пред колку години? Многу. Па пред многу, јас имав само 9 години. Добро. И освен клавир и гитара, свирам и виолончело од 10 годишна возраст. Мислам дека првото е лага и дека прв настап ти бил на Златна Славиќ. Не, првото е вистина. Првото е вистина? Сгриш. Стварно. Второто е лага. Фала што мислиш дека свирам толку многу инструменти, свирам само клавир и гитара и тоа гитара, свирам така Само. акорди. Акорди. Само, Си мислам. на детска Евровизија Ја свирам и блок флейта. Јас мислам дека прв настап ти е Златна Славиќ. Прв настап на Па на Евровизија. поголема сцена, да, меѓутоа на најпрвиот нас тука организиран евар избор за детска Евровизија.
кај што се бираше кој ќе представува, јас учествував и тоа со моја песничка, со моја музика и текст. Песничка се вика Сонувам и сега скоро ми пиша некој на Инстаграм што е евровизиски огромен фан, дали постои тој настапи. Ја го побара во Моратова, по баш ќе ви јавам дали ќе ми го најдат, пошто јас би сакала многу да го видам, значи многу сум малечка таму. Многу ви благодарам, прекрасно си помина, верувам дека ви беше убаво и вас. Да се гледаме за убави работи. Така е, да, баш се гледаме за убави работи, за крај ќе го промовираме најновиот видеозапис на Театар Рајковска 22, еве е незината најлична приказна до сега.